Со маса насловена како детски роден ден, Митана Петровска ги освои симпатиите на публиката и стана вешта жена на Тетово за 2014 година. На вчера одржаната општинска манифестација, петте надпреварувачки покажаа вистинско мајсторство и умешност во подготовка на главно јадење и десерт и аранжирање на севкупниот изглед на масата. Мојата желба беше од свекогаш, работев со мали деца и мојот работен стаж продолжи сега со торти и колачи и многу уживам кога ги работам. Така и овај пат ми беше идејата роденденска прослава на деца. Многу сум задоволна и возбудена. Стварно, ова е доживљај да се доживее и чувството е прекрасно. Како ја доживувате конкуренцијата? Па видите, ја со обзир на тоа што и на моите способности што ги поседувам, многу сум сигурна во себе и се надевав, да ви кажам подсвесно. Чувството е прекрасно. За прв пат годинава на манифестацијата Вешта жена беа доделени признанија на 4 жени од Тетово за посебен придонес во медицината, образованието и хуманитарната дејност. Славјанка Стојановска доби признание за посебен придонес во образование, Ронча Војновска за постигнување во медицината, Зиме Хајредини за посебен придонес во хуманитарната работа и доктор Славица Божиновска како единствена жена уролог во Западна Македонија доби признание за постигнување во медицината. Детски роден ден, супер бабичка, морска идила, свечена маса, цветна маса и боите на виножитото беа темите на масите со кои се представија овогодинешните учеснички на манифестацијата. Секоја година надпреварувачките имаат оригинални идеи за изработка на нивните маси, така што на секое издание на Вешта жена може да се види нешто ново и интересно. Оваа година Вешта жена прославува 23 години од своето постоење. Како град домакин за сите наши активности, посебно кога сме на свој терен, се осеќаме многу посигурни. Многу ни е драго што поддршката секогаш ја имаме на највисоко ниво. Прво благодарение на добрата информираност преку вашата телевизија и радио. И мислам дека без медиумска поддршка Вешта жена не можеше толку многу да успее, како во Тетово, така и широм Македонија. За мое задоволство надпреварувачки секогаш имаме солидно подготвени, значи присутните што можат да сепак да видат. Од оваа година, вклучувајќи MVP во медицина, образование и хуманитарни организации, мислам дека успеавме да дадеме впечат на едно мултиетничко и мултикултурно здружение на жени, кои што не ги двои луѓето ни по национална, ни по верска, ни по возрастна, ни по политички убедувања, единствено луѓето за нас се луѓе. Разликата е во тоа што кај нас MVP може да бидат само исклучиво жени. За оваа година предложените беа едногласно од членките на здруженијето, а се надевам дека и тие беа воодушевени затоа што посебно за оние кои се веќе пензионирани, кога мислат дека животот веќе со самото завршување со работата завршило, ова им е една мала инекција, да кажам, во позитивна смисла. Би ги издвоила, значи, за, како што беше учителката Славјанка, секако вашите гледачи можат тоа и преку камерата да видат. Гинеколог, акушерката Ронча, хуманитарката Зиме и доктор Славица, урологот, која што таа посебно беше истакната како жена уролог, затоа што тоа посебно во Западна Македонија нема, а и воедно е докажана како во делот на нејзината работа доста позитивна, значи прават не само правата професија, него во однос и на она што треба да се даде за граѓаните. И се дотогаш додека размислуваме така и се дотогаш додека мислиме дека во градот Тетово живеат граѓани на Тетово, мислам дека Тетово ќе биде она што јас го доживувам како град, што го доживуваат граѓаните, а за сите информации надвор што доаѓаат од Тетово, мислам дека не се веродостојни. Оваа година општинското издание на манифестацијата Вешта жена имаше голем одзив кај припадничките од понежниот пол од Тетово.
За веселата атмосфера како и секогаш се погрижи маестро бенд, кој со музика и песна ги развесели сите гости во салата, пошто сите се заминаа со прекрасни впечатоци. Победничката на општинската вешта жена Митана Петровска ќе го представи Тетово на републичкото издание, кој ќе се одржи на 9 и 10 мај во Тетово.